Вистинска драма се одвиваше денес во атарот на штипското село Селце, каде што веќе втор ден гори пожар, шумски пожар, кој што го зафати овој простор од двете страни на Конечка планина. Додека утрово пожарникарите се обидуваат да го стават под контрола овој пожар, каде што вчера гасеа и полициски хеликоптери, еден од пожарникарите исчезнал. При последната проверка забележале дека недостасува еден пожарникар, поради што прекинале со гасење на пожар и започнале потрага по исчезнатото лице. Бидејќи не успеале да го најдат непосредно на местото каде што забележале дека го нема пожарникарот, веднаш настанот го пријавиле во полиција, во МВР, во штипската полиција, од каде што е известен и Центарот за управување со кризи. Центарот за управување со кризи, меѓу другото, веднаш побара дополнителни сили на терен и од страна на командирот на ПС Штип на лице место беа испратени 2 тима од припадници на посебната полициска единица, кои што започнаа со потрага на теренот, со претрес на терен, барајќи го исчезнатиот пожарникар. Истовремено почна да се подготвува еден полициски хеликоптер, а во тој период се придружи одреден број на ловци да помогнат во потрагата по исчезнатиот пожарникар. Неколку часа подоцна, некаде во овој дол помеѓу двата столба од чат кои што може да се забележат зад мене, полицисиот хеликоптер успеа да забележи лице кое што седеше на земја. Во комуникација со пилотот на хеликоптерот побарав истото да биде сликано. Фотографијата ми испратија и од страна на неговите колеги пожарникари беше препознато исчезнатото лице, кое што не беше во најдобра здравствена состојба, но сепак беше живо. Од хеликоптерот припадник на тигрите со сајла се спушти до лицето, до пронеденото лице, но не постоеше можност да биде закачено и вратено во хеликоптерот со сајла, затоа што постојано дува ветер и се работи за ризична операција. Од тие причини, после повеќе налети, хеликоптерот се оддалечи од ова место, специјалецот остана со пожарникарот, а кон местото каде што е пронедениот пожарникар, се упатија неколку негови колеги и неколку ловци кои што многу добро го знаат овој терен. За жал се работи за исклучително тешко пристапен терен, густа, ниска шума и трња, и верувам дека за кратко време пожарникарот ќе биде излечен и ќе биде понатаму хоспитализиран, бидејќи неговата општа здравствена состојба не е најдобра. Голема благодарност до храбрите пилоти на полицискиот хеликоптер, кои што од подолго време го надлетуваа во низок лет овој терен, и тоа додека дуваше доста силен ветер, карактеристичен за ова подрачје. Голема благодарност до пожарникарите и до полицајците кои што вршеа претрес на овој терен, како и до ловџиите кои што несебично помогнаа, затоа што го познават многу добро овој терен, каде што меѓу другото доаѓаат на лов. Оваа операција имаше среќен крај благодарение на успешната соработка помеѓу различни субјекти на системот за управување со кризи.